Општина Ѓорче Петров интензивно работи на завршување на проектот за изградба на канализациона мрежа во населеното место Волково. Иако овој проект започна во градоначалничкиот мандат на претходниот градоначалник Сокол Митровски и за истиот секое семејство плаќаше учество од 500 евра, граѓаните се уште чекаат на негова комплетна реализација. Сашо Максимовски, советник на градоначалникот Александар Наумовски, информира дека изградбата на канализационата мрежа финансиски ја помага и Министерството за транспорт и врски и многу наскоро се очекува финиширање на овој проект. Покрај тоа, со финансиска поддршка од Светска банка, во урбаниот дел на општината во тек е реконструкција на сообраќајната инфраструктура. Овие две капитални инвестиции се во овој период и се приоритет на општината од аспект на квалитетно изведување на работите, затоа што парите се обезбедени и сега од аспект на квалитетно изведување на работите општината е фокусирана во имплементација на тој проект. Недостатокот на градинки е еден од проблемите со кои со години наназад се соочува општина Ѓорче Петров, со цел овозможување прием на сите деца од предучилишна возраст во соодветна установа. Општината најавува изградба на детски градинки, проект кој е предвидено да се реализира во текот на 2019 година. Во фаза сме на изработка на планско-урбанистичка документација за изградба на нови детски градинки и на проектна документација за истите. Значи имаме аплицирано до Министерството за труд и социјална политика за да влеземе во нивната инвестициона програма, што значи дека перспективите и сето она што значи во еден период на функционирање и од аспект на инвестиции е 2019 година, каде што очекуваме овие проекти кои што ги изработуваме како проектна документација и кажав планско-урбанистичка документација да бидат ефективни во реализација 2019 година. Покрај изградба на детски градинки, општината најавува и подобрување на условите за следење на наставниот процес во основните училишта. Акцентот овој пат ќе биде ставен на модернизација на системот на затоплување, како и изградба на енергетски ефикасни фасади. Имаме неколку проекти изработено во делот на енергетска фасада за неколку училишта, енергетски кров. И исто така енергенсите кои што се користат, да кажеме, имаме едно училиште кој што уште се грее на дрва, тоа ќе биде приоритет во 2019 година. Не смееме се дозволиме во 2019 година, во 21 век да се греат децата, односно на дрва, така да таму планираме систем на пелети, каде што навистина ќе има оправданост и од економски, меѓутоа и од аспект на заштита на животната средина. Во моментов општина Ѓорче Петров работи и на физибилити студија за јавно-приватно партнерство за модернизација на уличното осветлување. Се надевам исто така дека тој проект во наредната година ќе го реализираме, се разбира. Пазарот ќе покаже дали ќе има интерес и физибилити студијата ќе покаже дали има оправданост за тој проект, меѓутоа факт е дека од досегашните истражувања што ги направивме од физибилити студија се покаже дека постојното осветлување во општина Ѓорче Петров ни оддалеку не ја задоволува квалитетот на осветленост и фокусот ќе биде модернизација на тој систем со современи светилки, LED светилки штедливи, меѓутоа и со систем на управување и мониторирање на енергијата.